Почитувани овие 2 дена во Заводот и музеј Струмица се одржува летен колоквиум на тема родова еднаквост. Предавач е професор доктор Слободанка Марковска, со која што имавме плодна дискусија и одлични предавања на тема жената низ историјата, но и жената застапена во литературата. Во овој момент разговараме повторно со професор доктор Марковска, а темата е: можеме ли да сметаме дека жената ја достигнала таа вековна борба за еманципација? Професорке, разговаравме етапно вчера, ви имавте одлично предавање за тоа колкава била борбата на жената и каква била незината положба низ вековите наназад. Но можеме ли ние во 21. век, во 2018 година, да речеме дека жената е рамноправна, ја достигнала таа еднаквост, полова еднаквост во светот и незината положба е, можеби, на некој начин иста со положбата на мажите? Гледајќи од правно-нормативен аспект, може да кажеме дека жените во поголем дел од светот, не секаде, јас намерно велам жените, а не жената како една категорија безвременска и така идентична, положбата на жените е различна во светот. Кога станува збор, ајде да кажеме на европско тло, во западниот свет, жените ги постигнала една рамноправност во согласно правните документи, меѓународни донесени од Обединетите нации, редица декларации, конвенции, кои што индивидуалните земји, посебните држави членки на Обединетите нации ги ратификуваат. Ако зборуваме за нашата Република Македонија, не можеме да се пожалиме дека имаме недостиг од нормативни акти со кои се гарантираат правата на жените. Тука е пред се Законот за еднакви можности и ратификуваните клучни документи кои ги гарантираат правата на жените, односно, како вели законот, еднакви можности за обата пола. Но, кога ме прашувате, јас лично не можам да бидам задоволна дека се оживотвориле тие законски прописи и дека ни треба уште многу работа за да можеме да се пофалиме со една висока родова свесност, почитување на правата на обата пола, затоа што модерната легислатива е насочена кон еднаквост во можностите и за мажите и за жените, и тоа е во контекст на прашањето за дискриминација. По-конкретно, што значи тоа? Не можеме, ние се уште имаме жени кои што се потешко, кои што се, ајде да кажеме, маргинализирани од разни причини во однос на остварувањето на своите права. Станува збор, мислам, можеби се запоставени руралните жени. Тука од една страна промовираме разни политики, они што се надлежни, владата, институциите, политики за предприемништво, за занимавање со бизнис, за фармерство. Од друга страна, жените во руралните средини се соочуваат со прашања како што се инфраструктурен карактер, а потоа и проблеми со наследството имотот. Главно повеќе притиска патриархалниот модел. Потоа колку во други региони се запоставени со основните потреби на жените да ги задоволат, како што е проблемот со гинеколози, не само во разни региони, туку вклучително и во градот Скопје долго време општина Шутал Ризари немаше гинеколог. Потоа еден голем проблем, јас што го гледам, тоа е промовирање се уште на модели кои што припаѓаат на минатото. Ајде да не одам подалеку, ќе кажам модели на 19 век. Иако тука е најжестоката борба за освојување на јавниот простор. Медиумите се уште ни
Продуцираат, емитуваат реклами кои што се родово не се сензитивни, напротив се уште се дискриминирачки, сексистички, забележувам особено на социјалните мрежи, во колумните, многу еден сексизам во пишувањето. Споредбите со просто невозможно е да се читаат определени колумни. Кога се омаловажуваат одредени личности од политиката, од јавниот живот, именувајќи ги со женски епитети, со споредба со женски птици и така натаму, што е непримерено. Друга работа, тука е проблемот со учебниците, исто така, без оглед што се водат, се преземаат активности. Министерството за труд и социјала преку секторот за еднакви можности често пати прави, не често, тоа им е обврска да прави ревизија на учебниците, но како крај да нема таа приказна. Постојано се обновуваат и воскреснуваат. Предрасуди, тоа веќе општо познато, говориме постојано за стереотипи. Не може да се промени општеството и жените да ги уживаат целосно своите права, се додека не промениме некои наследени менталитети, некои парадигми кои припаѓаат на минатото. Тоа станува збор за женските, машките професии, се уште. Дискриминацијата на жените ги сретнуваме во многу домени, во процесите на вработување. Професорке, бидејќи правно жената ги ужива правата, но фактички голем дел од тие права се погазени. Кои се инструментите кои што ги имаат жените за да се борат, за да бидат испочитувани докрај нивните права? Жените ги имаат инструментите. Прво имаме голем број невладини организации кои што имаат баш мандат да ги унапредуваат правата на жените и може да бидеме горди со дел од нив кои покренуваат активности, реагираат жестоко, како што беше тоа случај со онај нехуман закон, дискриминаторски закон за абортусот, реагира и предизвикуваат промени. Тоа е еден постојан активизам од една страна на невладиниот сектор, друго охрабрување на жените да поднесуваат представки за сексуално вознемирување, за мобинг, за повреда на работно место, за неправда направена во јавниот живот врз основа на нејзиниот пол. Од друга страна, добро, поради мојата професија, мислам, необходно ни е посилно, повеќе ангажман за образовните процеси да бидат родово сензитивни. Нужно тоа не мора да значи воведување на предмети од родов карактер, макар што тоа би било во една идеална школа. Од градинките па до факултет, ние имаме институт за родови студии на Филозофскиот факултет, но често не сме ни свесни кога ние ги применуваме тие стереотипи, предрасуди за машките, женските работи, за поделеноста на домашните задолженија и неопходна едукација. Во таа многу засилена едукација. Не е доста, може би некој нема да го сподели овој став, но јас инсистирам на тоа. Според вас, како треба да биде насочен активизмот на жените, тој е еден чист феминизам, можеби, за унапредување на правата, за изедначување на родовата еднаквост во Македонија и се разбира пошироко. Како треба жените да настапуваат, како да ги застапуваат своите права и на некој начин да го наметнуваат своето присуство. Еве, нека биде пример и политиката. Ние во голем број женски активисти го нарекоа и застапеноста 30% жените во политиката, дека и тој дискриминаторски на некој начин, што има потреба со закон да се уредува некоја застапеност, сепак е некој начин на миноризирање на улогата на жената во јавниот живот.
Не е тоа миноризирање на жената со тие проценти, туку одговор на факт дека жените се многу малку присутни во политиката. И јас се залагам за воведување дури и квоти. И да се зголеми процентот, затоа што не само омаловажуваат жените со тоа што ќе им дадеме сега 30% да бидат на листите кога се кандидираат. Туку тоа е голем успех, тоа го направија женските невладини организации, Македонското женско лоби во една коалиција, кога издействуваја жените да бидат позастапени. Опонентите на тоа велат што ако се повеќе жени, значи ли тоа дека повеќе ќе се залагаат за женската кауза? Фактот што ќе бидат повеќе жени, тоа е еден чекор напред во освојување на равноправноста. Ете ги, во нашата влада колку имаме 3 жени министерки, да не грешам, колку имаме неколку градоначалнички. Тоа е просто несватливо. Затоа имаме едуцирани жени, проблемот е. Бидејќи ме прашувате сега за стратегии, повеќе за тактики, како стратегијата е јасна, освојување целосно на општествениот и јавниот простор. Има различни начини како. Треба да се охрабруваат жените, например, ајде кога се за парламентарни избори, тогаш може да се ставаат жени на листите. Например, кога изборот за градоначалници, тие конкурираат како? Индивидуалност. Затоа треба да се охрабруваат жените, многу повеќе да им се даде поддршка, затоа што политичките кампањи, изборните се многу жестоки, многу грди, и јас ви реков, сретнувам многу шовинистички ставови во дел од колумните. И тука сепак живееме во една средина во која што општество во кое што не можеме да се пофалиме дека сме му кажале с Богом на патриархатот. Се уште ни се присутни и жените можеби се тука поранливи поради средината и тоа каква ќе биде кампањата. Ќе бидат коментарите од нејзиниот изглед до нејзините квалитети, ама жена што може да направи така. Значи, едно охрабрување. Тие има, гледам во политичките партии, имаат и ограници, посебни унија на жени, женски ограници, и тие треба да ги охрабруваат своите машки колеги да се кандидираат повеќе жени. Затоа што точно се согласувам во еден дел од исказот дека тоа што ќе бидат жени само не значи дека ќе бидат подобри од мажите и дека повеќе ќе се зафаќаат со женските прашања. Но тоа го покажува степенот на демократизација на земјата, дека ние сме отишле напред. Беше вест на денот кога се формираше владата на трудо во Канада, каде односот на мажи и жени, министри, министерки беше 50-50, 50/50. И тоа е знак дека тука е постигнат еден висок степен на еманципација. Потоа, со поддржување на жените, не зборуваме само во политиката, со поддржување таму каде што гледаме, во некои сфери, како што е во уметноста, еве да кажеме сега, ликовните уметности тука, каде треба да се поддржат со проекти и финансиски. Не е тоа да се каже срамно е по квота, да се поттикнуваат оние дејности каде што жените прават помал продор од најразлични причини, можеби и финансиски. Кога се креираат политики, програми за политики за вработување, да се води сметка, да има и такви кои што ќе поттикнуваат жени и финансиска поддршка. Тоа се случува има, но мислам се уште недоволно. Жени предприемачи, еве сега се прави, не знам дали е готова, не сум моментално во тек, стратегија за жени предприемачи, значи треба и финансиска поддршка и можеби звучи малку старомодно од 20 век, ама и морална поддршка да одат напред. Ви благодарам за вашиот разговор. Има најверојатно многу теми на кои што во однос на родовата еднаквост на кои што бе разговарале, но се надеваме дека ќе имаме прилика и многу повеќе време во иднина да разговараме и да ги поттикнуваме жените да бидат активни и да се борат за својата еднаквост со мажите. И сега сакав уште нешто да кажам. Ме израдува многу учеството на овој летен колоквиум, што го
што е организирано од невладината организација во Струмица и мислам, освен оно што инсистирам јас за едукација и родова сензитивност на наставниците, на негователките кои што не ги чуваат децата, ваквите проекти исто така имаат големо значење, едукативни, кои ќе зафатат најразлични аспекти.